Старт на ова издание на Македонија денес, па време е и да представам нашата прва денешна тема. Како што кажав, одново ја отвараме благодарение на убавата соработка која што ја имаме со стручниот тим, нашите пријатели од клиника Жан Митрев, луѓето, докторите, професионалците кои што секогаш се добро расположени и подготвени, кога се дел од нашата емисија добиваме навистина голем број одговори на прашањата кои што пред се ние ги имаме за самите теми, но се разбира и за вашите прашања. Може би сето она што сакате да го знаете, а е поврзано со темите кои ги отвараме. Така ќе биде и денеска, уште на самиот старт на разговорот ќе ги отвориме телефонските линии, па добре дојдени сте да се вклучувате, да се јавите и да го дадете својот коментар или да го поставите прашањето до мојата денешна прва соговорничка. Ќе зборуваме малку повеќе за психолошката состојба, но и помош која што му е потребна на секој оној кој што во даден дел од неговиот живот се соочува со одреден здравствен проблем, има потешкоти со сопственото здравје, понекогаш на вистина тоа знае во голема мера да го промени текот на животот на еден човек, сето она што е дел од неговото секојдневие, нели да се измени текот на кој што се одвиваат нештата, меѓутоа тоа не значи дека сите овие ситуации не може да се надминат, особено не на позитивен и полесен начин, па за тоа се тука и стручните лица, психолозите, оние кои што се подготвени да помогнат во ваквите ситуации. Најдобро е тогаш кога се обраќаме кај стручните лица за помош, се со цел да се чувствуваме подобро. Темата гласи психолошка помош во процесот на третирање и надминување одредени здравствени проблеми, а на оваа тема разговарам со Фросина Ристовска, психолог и гешталт психотерапевт, дел од стручниот тим на клиниката Жан Митрев. Фросина, добар ден и добре дојдовте во Македонија денес. Добар ден и добре ве најдов. Ви благодарам за тоа што и вие ја прифативте оваа покана и сте дел од нашата емисија. Би рекла дека многу значајна тема отвараме сепак денеска во рамки на нашата емисија. Често пати со докторите што се дел од клиника Жан Митрев говориме за оној процес на лекување различен тип сериозни здравствени проблеми, меѓутоа нешто што е навистина важно е состојбата, психолошката состојба во која што човекот се наоѓа и начинот на кој што самиот пред се успева да ги надмине сите овие ситуации. Па еве најнапред да позборуваме пред се за вашата улога, вашето место во клиника Жан Митрев, кога е во прашање работата со пациентите кои што нели своето здравје го подобруваат токму во клиника Жан Митрев. Улогата на психологот, односно психотерапевтот во рамки на Жан Митрев клиник е, морам да признам, голема, затоа што ние сме дел од оној мултидисциплинарен тим кој што работи на третман на болестите кај пациентите кои што доаѓаат со одредени здравствени потешкоти и ние сме вклучени во повеќе сегменти од третманот на пациентите. Примерно во рамки на нашата болница ние сме задолжени за правење на психоедукација. Тоа е еден сегмент од нашата работа кој што е насочен за сите пациенти кои што примерно доаѓаат и се спремаат за оперативен третман. Имаме различни техники низ кои што ги спремаме пациентите за она што треба да го поминат, а потоа сме секако вклучени во оној постоперативен третман, односно во процесот на рехабилитација и работење со секој еден пациент за да можеме да ги поддржиме кон она што се вели здрав начин на живот, затоа што нашите лекари го решаваат здравствениот проблем од медицински аспект, меѓутоа човекот е комплексно битие, така што ако го решаваме само она што телесно е некако нарушено, а го оставиме психичкиот дел на страна, тогаш повторно ризикуваме да или симптомите се појават одново, или да квалитетот на живот не биде на оној степен на кој што би можел кога према еден човек пристапиле од повеќе аспекти. Да, кое е вашето мислење генерално за степенот на кој што луѓето се грижат и за своето ментално здравје? Не мора да говориме конкретно кога ќе се случи некој посериозен проблем, особено проблемите со здравјето се веројатно оние кои што ги доживуваме најсериозно и најстрашно и нормално никој од нас не сака да биде доведен во таква ситуација, но генерално еве која е вашата слика, дали луѓето во текот на животот воопшто, па и тогаш кога можеби немаат некои посериозни проблеми, се грижат за нели нивната состојба што се однесува до менталното здравје, дали можеби кај нас се уште табу тема моментот да се обратиме кај стручно лице кое што на вистински добар начин ќе ни помогне? Па би рекла дека полека излегуваме од табу темата, односно некако барем јас можам да кажам дека сум многу среќна кога гледам како и колегите во мојот тим и колегите надвор од болницата се повеќе имаат клиенти и имаат работа. Особено новите генерации се генерации кои што многу отворено пристапуваат кон идејата за психотерапија и кон грижа за менталното здравје. Од друга страна, кога во рамки на една болница имате
тим кој што е тим на психолози и е во функција на пациентите, тогаш и оние кои што не ни помислиле дека ќе дојдат во болница, дека ќе имаат психолошка поддршка, знаат да се отворат и да кажат: "Е, супер, убаво е да знам дека имам некој со кој што можам да зборувам", и обично не бараат секогаш кога дали во текот на престојот ќе имаат некаква вознемиреност која што има резултат од болка или некаква дилема за како понатаму, така да се отвараат. Мислам дека, и тврдам дека колку повеќе психолозите се отвараат према надворешниот свет, толку повеќе и луѓето од надвор не бараат и не комуницираат, затоа што значено да зборуваме за менталното здравје, а да не го криеме. Сега и конкретно во периодов кога јас сум овде, Комората на психолози, например, прави една убава активност, а тоа е активност наменета за токму промоција на психологијата и улогата на психологот и психотерапевтот во менталното здравје, а ова е нешто кое што ние, неискрено ќе кажам, веќе години наназад во рамки на болницата го правиме и го промовираме, така што табуто некако престанува да биде табу во оние размери во кои што беше до пред 4-5 години. Да, навистина пресериозно или негативно, така да кажам, во негативен контекст сме знаеле да го сваќаме тој момент дека одредена личност има потреба да побара нели ваков тип на помош, меѓутоа се надевам дека навистина е вака како што зборувате и дека се менуваме во позитивна смисла. Да, особено затоа што пак ќе кажам, младите генерации многу лесно прават разлика меѓу тоа што е психолог и психотерапевт, што е психијатар, што е психијатар и психотерапевт. Затоа што тоа се многу различни сегменти од професионалното некако живење. Психолозите и психотерапевтите се луѓе кои што генерално работат со здрава популација. Тоа значи дека јас не работам, ако ми се погоди некој да има психички нарушувања, ќе отворено сум и за со такви клиенти да работам, меѓутоа примерно луѓето кои што кај мене доаѓаат се луѓе кои што имаат или телесни заболувања, во смисла, не знам, имале инфаркт, добила мозочен удар, имаат проблеми со варење или ред друго нешто, или пак се луѓе кои што имаат анксиозност, паники и депресија во форма која што се уште не е можеби толку нагласена за да бара медикаменти, туку може да се решава и да се менаџира со помош на психотерапија. На поедноставен начин. Така да од тој аспект ги споменавме, тоест постојано говориме за пациентите, луѓето кои што нели доаѓаат во клиника Жан Митрев пред се поради одредени проблеми телесни со своето здравје. Меѓутоа, нели секој еден од нас се разликува од другиот и на различен начин ги поднесува нештата кои што му се случуваат или се наоѓа во различна ментална состојба и емоционална. Сега претпоставувам има примери кои што можеби се соочуваат со сериозен здравствен проблем од кој што не може да биде сигурен исходот дали би бил позитивен или не да боже негативен, а сепак полесно поминуваат не сето тоа, наспроти такви кои што можеби и не се соочуваат со некој навистина многу сериозен проблем, нели прашање е време само кога истиот тој ќе се реши, а сепак тоа го доживуваат многу тешко. Овие два примера ги давам како спротивност. Се со цел да ве прашам, кои се главните околности од кои што зависи на кој начин една личност ќе прифати можеби негативни вести, дека се наоѓа во една лоша здравствена состојба и треба да помине низ одреден процес на лекување? Морам да признам дека ова е прилично комплексно прашање, затоа што има едно непишано правило, а тоа е дека сите ние, кога првично ќе дознаеме дека имаме некаква болест, која што не сме очекувале, не сме до крај информирани што точно значи, сме чуле дека можеби има негативен исход, првата реакција низ која што поминуваме е шок и неприфаќање дека нешто се случило. Сега кога веќе сме на место на неприфаќање, убаво кажавте дека различни луѓе различно ќе поминат низ тој процес. Некој многу брзо ќе прифати, ќе каже дека окей, ова е нешто што јас можам да го менаџирам, имам контрола над ова и ќе поминам лесно. Има луѓе кои што ќе доживуваат уште поголем стрес и ќе бидат многу повеќе оптоварени затоа што ќе доживуваат дека не може да се справат со тоа. Од аспект на личност, факторите кои што реално придонесуваат кон тоа дали ќе реагираме на еден или на друг начин, се првично имањето социјална поддршка, односно кои се имаме на располагање и колку ние доживуваме дека во оваа борба не сме сами, односно дали имаме некој кој што ќе биде рамо до рамо со нас и кој што можеби нема да може да ни го реши проблемот, ама ќе може да не слуша кога се жалиме или кога само сакаме да молчиме. Од друга страна, науката докажува дека се повеќе има различни типови на личност, односно личностни карактеристики кои што не прават посклони кон еден или кон друг начин на реагирање. Има луѓе кои што имаат адекватни механизми за справување со стрес и тие се многу посклони кон тоа да проактивно гледаат на проблемот и да бараат активно решавање. И има луѓе кои што генерално се многу повеќе песимистични и имаат негативен поглед на животот, кај нив би одал целиот овој процес многу побавно.
Од друга страна, и оно што ние го велиме здрав начин на живот, ако јас сум некој кој што се грижи активно за себе, од типот на спортувам, внимавам на храна, имам веќе искуство со некаков режим на функционирање, тогаш и самата болест, да, ќе биде шок првично, меѓутоа ќе ми биде многу полесно да ја прифатам, затоа што се она што лекарите ќе го барат или се она што процесот на оправување ќе го бара во функција на справување, ќе можам многу полесно да го прифатам. И неискрено ќе кажам, тука имаме и ние голема улога, психолозите и психотерапевтите, затоа што на почетокот ние сме тие кои што се на некој начин бафер помеѓу пациентот и диагнозата, односно ние сме тие кои што диагнозата односат од друга перспектива, за да им овозможиме на пациентите да најдат нешто кое што за нив ќе биде поддршка и нешто кое што ќе биде светла точка во целиот тој хаос на првично дознавање дека нешто не е во ред со мене. Да, и да го споменавте првично дознавање, ме интересирајте малку поконкретно и начинот на кој што сето ова пред им се соопштува на луѓето кои што нели си имат нарушено здравје, веројатно самото доаѓање во клиника Жан Митрев или во одредена здравствена установа значи дека постои некаков проблем. Меѓутоа нели додека траат сите оние процеси на испитување, додека се уште не се знае за конкретно каков проблем станува, тука е нели онаа неизвестност и доаѓа моментот кога сето тоа треба да се соопшти. Како кај вас сето тоа оди, дали и самото соопштување за каков тип на здравствен проблем е поврзано со вас или вие не сте вклучени во тој дел, туку може со вас да се работи пред или потоа? Комплексно е и ова, затоа што се зависи од тоа каде пациентот доаѓа. Доколку пациентот дошол само за диагностика и на регуларен ехо преглед се открива дека нешто има, тогаш лекарот е тој кој што првично ја соопштува диагнозата. Меѓутоа, пошто ние сме интердисциплинарен тим, во принцип лекарите кога доживуваат дека пациентот е веќе премногу вознемирен, нема капацитет да ги чуе, не затоа што нема капацитет, него затоа што е во контакт со оно што го дознал како нова информација, секогаш не бараат и одиме исто помагаме долу во процесот на првично стабилизирање, смирување и барање на активни ресурси кои што ќе им помогнат на пациентите да се поддржат да донесат правилна одлука за себе, а од друга страна ние сме вклучени во оној дел на подготовка за операција, така што секогаш кога пациент доаѓа за оперативен третман, првично влегува кај нас во канцеларија и ние заедно со колегата, зависно од тоа кој е или на смена, работиме заедно со семејството и со пациентот, првично на демистифицирање на се оно што самата болест може да значи, затоа што многу често луѓето немаат информација што точно значи коронарен бајпас, например. Така да ние помагаме во тој дел и апсолутно гледаме на кое ниво се анксиозноста, можеби депресивната симптоматологија изразени, за да заедно со нив направиме план на третман во текот на тие 7 до 10 дена колку што пациентите во просек остануваат и во тој период понатаму постоперативно правиме планови како проактивно понатаму тие доаѓаат кај нас и да ги користат нашите услуги од психотераписки аспект за да може да се поддржат и да можат многу полесно овој процес да го поминат. Така што не би рекла дека ние соопштуваме како психолози диагноза, меѓутоа заедно со лекарите го наоѓаме најадекватниот начин како да се каже нешто, затоа што право на пациентот е да знае што му се случува и негде мое верување е дека кога на луѓето им даваме опција да знаат што со нив се случува, тогаш имаат опција да бираат што понатаму и секој од нас првично ќе биде вознемирен, меѓутоа кога јас имам контролата многу полесно можам да се справам со целата таа состојба. Тука има многу етички дилеми, затоа што, например, кога пациенти имаат канцер, кој што е во терминална фаза, секогаш има дилема дали и колку да се каже и на кој начин да се соопшти информацијата. Меѓутоа, затоа работиме заедно и со семејството и со лекарите за да најдеме најадекватен начин, затоа што лекарите го знаат исходот на некој начин, ние знаеме што нешто е психолошка поддршка и нели во кој дел психолошката поддршка може да помогне, а од друга страна семејството на кој што најдобро си го знае човекот кој што има дел од семејството кој што сега го носи проблема, така да работиме паралелно со сите системи за да обезбедиме најадекватна поддршка. Да, семејството и неблиските е многу значаен дел од животот на секоја личност, така и во овие моменти ќе позборуваме уште малку подетално за тоа. Само уште едно прашање околу моментот нели на соопштување одреден здравствен проблем, колку првата реакција, во колкава мера зборува на кој начин еден човек понатаму ќе се справува со овој проблем, може ли да се процени нели од оние први моменти дали тоа ќе биде мирно прифатено или
можеби побурно, како што рековте, да биде сето тоа да доведе до шок и така натаму. Говорат ли оние први моменти на прифаќање што понатаму ќе се случува или сето тоа не мора ништо да значи во моментот? Би рекла дека не мора ништо да значи, затоа што има пациенти кои што на пример кога првично ќе им се соопшти диагноза, се многу смирени. Ама моето искуство е дека и позади таа смиреност може да се случува цел бродолом. Од типот на ако јас сум научена да јас емотивно не реагирам и не покажувам што со мене се случува, onda сите ќе ме доживеат дека сум прилично комотна со диагнозата и дека јас ќе се износам најадекватно со целиот тој процес. И може да биде тоа приказната, може да поминам низ операција, да поминам низ целиот процес, меѓутоа долгорочно да имам бустер ефект, односно да ми се врати секако бумеранг и тогаш кога веќе сум средила еден аспект, да страда некој друг аспект од моето функционирање. Од друга страна има луѓе кои што првично панично ќе изреагираат и почнуваат и со плачење и со негодување и не сакаат да прифатат она што им се нуди како начин на третмент или лекување, меѓутоа откако ќе си дадат на себе простор од некои 7 до 10 дена да малку се смират и да се чујат уствари што е оно што ние како диагноза можеби сме им го донеле, доаѓаат и се веќе апсолутно спремни да бидат соработници во третманот и да направат се што е во нивен домен за да нели убаво се опорават и да можат да живеат квалитетен живот. Така што може и не мора секогаш да каже ова првична реакција што една индивидуа носи и колку лесно низ целиот процес ќе помина. Да, во првите моменти не мора да бидат присудни. Тука некаде сакам да ги потсетам нашите гледачи дека телефонските линии ни се отворени, ги гледате испишани на екраните, ги очекуваме и вашите јавувања, можеби вашето мислење и коментар за темата на која што зборуваме, а секако добре дојдени се и прашањата, доколку имате такви. Мојата денешна соговорничка со која зборуваме на тема психолошка помош во процесот на третирање и надминување одреден здравствен проблем. Тука е нели да одговори доколку има било какви дилеми. Разговарам со Фросина Ристовска, психолог и гешталт психотерапевт, дел од стручниот тим на клиниката Жан Митрев. Велат дека тогаш кога еден човек е силен или неговата психичка состојба, да кажеме, е постабилна, тогаш каков и да е здравствениот проблем, сепак на полесен начин се надминува целиот овој процес. Кој е вашиот став? Има ли докрај вистина во ова или не може да се земе како одредено правило да на вистина е така? Има, мислам, јас секогаш кажувам на почетокот кога прв пат пред 8 години дојдов во болницата, еден денес ми е жив еден случај во ситуација во која што дадена пациентка која што беше многу тешка, меѓутоа со огромна волја за живот, преживе и ден денес е жива, и пациентка која што со сите параметри супер, меѓутоа со еден негативен пристап кон животот и немање желба да живее, заврши, си замина дома, меѓутоа со многу понеквалитетен живот споредено со првата. Така што таа првична желба за живење на една индивидуа во голем дел дефинира како понатаму ние ќе се носиме со болест. Дури и да е најстрашно, да е терминална фаза на некаква болест, ако индивидуата е поддржана да се бори до крај и ако има желба за живот која што е неприкосновена, тогаш исходот реално и тогаш кога медицината вели дека нема шанси ништо да биде, може да биде позитивен. Тоа е она поддржаност на која што ние работиме. Всушност да секој си најде негде поддршка и значење, односно смисла на неговото постоење и зошто во оваа дадена ситуација вреди да се бори со диагнозата, односно зошто вреди да се подлежи некој на операција. Пред неполна недела имавме пациент кој што е 84 годишен човек со бајпас операција на срце. Младите што доаѓаат за слична операција ќе кажат што бара овој човек кога веќе има 84 години, уште колку планира да живее. Човекот е веќе дома, така што он е ни дека показател за тоа дека кога човек сака да живее и кога има ресурси со кои што може да се поддржи, дека бројката, односно календарската возраст е само нешто што е математика, ништо повеќе од тоа. Дајте, секогаш ги има тие силни, позитивни луѓе и супер што го давате овој пример. Се надевам дека ете добро ќе им дојде да го слушнат на оние кои што можеби спротивно размислуваат, ете и самата велите дека има такви примери. Ги спомнавме семејството и најблиските. Па ете малку да позборуваме и подетално за нивната улога, тогаш кога одреден член од семејството или близок пријател се соочува со посериозен проблем, поврзан со неговото здравје. Колку ете вие сте имале примери каде што во голема мера
значи и прави разлика колку семејството ќе биде тука за оваа личност или спротивно, за жал, ситуации каде што можеби неблиските не се секогаш тука за нас, особено тогаш кога ни се најпотребни. Имањето социјална поддршка кога се соочуваме со некаква дијагноза е пресудно на некој начин, затоа што семејството, пријателите, луѓето кои што не сакаат, кои што ние ги сакаме, се луѓе кои што во ситуации кога не можеме сами, можат нас да не поддржат или може да бидат тука за собирање на информации, за пиење кафе, за практикување здрав начин на живот или други нешта. Искуството ми вели дека оние пациенти кои што имаат адекватна поддршка од семејството, во кое што семејството е функционално и е спремно да направи се што е во нивен домен, за да пациентот кој што сега доаѓа кај нас, например, на операција, биде понатаму добро, тогаш тие поминуваат многу полесно, затоа што не се сами во борбата. Од друга страна, оние кои што имаат, како се вели, послаб систем на социјална поддршка, се пациенти кои што најчесто завршуваат сами да се борат со сите предизвици, со сите оние нелагодности кои што можеби им се појавуваат. Така што имањето семејство кое што ќе биде во функција на пациентот е нешто кое што е многу значено и од тој аспект ние во таа психоедукативна подготовка која што на почетокот ја правиме со секој пациент и семејството, бараме семејството да биде активен партиципиент и ги вклучуваме во третманот во тие 7 до 10 дена колку што пациентот останува кај нас, за да може и нив да ги наместиме на место на кое што нема да стравуваат и нема да го гледаат пациентот како некој кој што сега е инвалид или е помалку вреден од нив, туку ќе ги потикнуваат сите оние негови здрави капацитети, а во исто време ќе го потикнеме и пациентот активно да бара поддршка тогаш кога нешто не може сам да направи или не му е дозволено сам да прави, да може да ги активира членовите од семејството. Особено е значено кога, например, жени доаѓаат на операции, ако се научени да цел живот се сами прават, за нив тој период од 2 месеци опоравување знае да биде страшно тежок, затоа што сега треба некој друг за нив да ги прави работите, меѓутоа кога и семејството ќе даде поддршката, тогаш се е веќе многу полесно. Да, во која насока одат тука советите? Рековте дека нели најчесто и семејството е дел од оние ваши советувања, средби, терапии и така натаму. Меѓутоа, ете, што е најважно да го знаат и она што претпоставувам на сите им го советувате, зборам конкретно членовите од семејството, нели одредена личност етино потешкоти? Во принцип, на почетокот семејството е должно, некако должно. Е пожелно да имам активна улога во делот на планирање, например, на оброците. Многу мина од пациентите кои што поменуваат низ операција, немаат сила во првите недела, дена, две сами да готват за себе, така што бараме од, например, од семејството да бидат активни и вклучени во тој процес. Од друга страна, семејството е тој кој што бараме да ги потсетува пациентите да што треба да прават и што треба да практикуваат додека одредени работи им влезат во навика и додека станат начин на живот, и ги учиме да кога пациентот се чувствува тажен или има потреба да малку се изолира и да не биде во комуникација со 10 луѓе во исто време, да тоа му го дозвола, да никако не одат против барањата на пациентот и преку неговите граници, затоа што понекогаш, особено тоа во Македонија и на Балканот некако е типично, кога сакаме да помогнеме, знаеме да преплавиме. И сега секој еден од нас различно бара помош, некој бара помош само да знам дека ми се тука луѓето, ништо не мора да прават, некој друг сака да има луѓе кои што ќе го слушаат додека тагува и поминува ни се она што е врзано за прифаќање на дијагнозата, некој трет можеби ќе сака да зборува за тоа зошто баш мене и од каде се ова, кога претходно сум направила се што можело да се направи за да се обезбедам некаков здрав живот, така што комплексна е улогата на семејството. Неопходно е само да ги научиме да го слушаат пациентот и до оно што пациентот го бара тоа да некако го доставуваат, пошто сакајќи некогаш да помогнеме, можеме само да направиме некогаш и поголем товар и да пациентот наместо да се грижи за себе, да стои на место на кое што ќе чувствува вина затоа што им вели не на членовите од семејството кога нешто не му треба. Да, споменавте пред малку еден пример, луѓе кои што секојдневно се грижат за своето комплетно здравје, луѓе кои што водат здрав начин на живот, кои што секојдневните обврски ги прилагодуваат така да бидат сигурни дека се хранат онака како што треба, имаат во доволна мера физичка активност онолку колку што треба и така натаму. Тука морам да ги спомнам и луѓето кои што можеби професионално таков живот водат и живеат со такво темпо, а сепак знае да им се случи одредена несакана ситуација, можеби станува збор буквално за несреќа
и нели тој момент кој што знае да направи голема пресвртница, дали можеби конкретно на овие луѓе кои што ете да кажам живеат дисциплинирано, знае ваков неочекуван момент да им падне најтешко во споредба со сите останати без разлика за возраст. Ајде ете да кажам особено па ако се млади. Да, особено затоа што знаете тогаш се доведува во прашање се она кое што јас сум верувала дека е исправно. Ако за мене е вистина дека доколку се хранам правилно, имам редовна физичка активност, спијам 6 до 8 часа дневно, редуцирам стрес, одам редовно на пример на вежбање кои што вклучува техники на дишење и ред други нешта и повторно сум се разболела, тогаш се ова што претходно сум го правела како проактивен начин за да јас бидам здрава, паѓа на некој начин во вода, затоа што онда има прашање, окей, ако се оно што лекарите велат дека функционира, не функционира, тогаш што е оно што јас треба да го правам за да бидам поддржана и за да понатаму живеам здрав начин на живот. Меѓутоа, психосоматиката вели дека не е секогаш само оно што ние го практикуваме, туку има нешто што се вика и генетика, има нешто што е поврзано и за начин на кој што ние се справуваме со стрес, така што кај овие индивидуи ќе се појави ваков проблем, а биле комплетно активни и посветени на здрав начин на живот, секогаш има нешто во позадина што можеби не е најадекватно. Или се преоптоварени, или имаат оптеретен работен распоред во кој што немаат време за себе, односно времето за себе е оној саат време кој што го поминуваат во практикување на оброци здрави или вежбање, меѓутоа немаат нешто друго, или се можеби луѓе кои што не препознаваат кога телото им дава сигнали, што долгорочно, па ќе кажам, може да донесе да се појави болест која што е како гром од ведро небо, а не е баш така. Нас телото ни дава сигнали уште многу порано, само најчесто не ги слушаме. Интересно е, например, дека бизнисмени, луѓе кои што се многу активни, најчесто телото им е последно оставено и тоа се луѓе кои што ќе дојдат и ќе кажат да, се ова е супер, ма јас се чувствувам топ, немам ниту притисок, немам ништо, или имам малку притисок, ама терапија пијам. Сега, да, ако вежбам јас, тоа ми е саат време, за саат време знаете ли колку многу можам да завршам, тоа ми е неефективно потрошено време. Нема ништо да ми биде, кога ќе биде тогаш нешто ќе правам и најчесто доаѓаат со акутен инфаркт, доаѓаат директно или на стентирање или на операција за бајпасирање на тие запушени крвни садови со едно неверување дека на нив ова им се случило. И сега тука имаме пара опции, тоа е да работиме на стрес менеджмент со нив, да ги научиме како стресот кој што не го препознаваат да го редуцираат. Можеме да работиме на менаџирање на лутината, пошто кај нив може да се јави лутина по операцијата, затоа што баш на нив ова им се случило и кај сега кога се во екот на некакви големи случувања или во екот на кариерата ти треба додатна рехабилитација, така што може и тоа да го работиме и апсолутно на прифаќање дека колку год да ние мислиме дека сме идеални, дека знаеме што правиме, симптомите кои што телото ги праќа е неопходно да ги слушаме за да видиме што е оно што можеме да го модификуваме на начин на кој што ќе се заштитиме. Да, ќе позборуваме за уште малку подетално, но имаме гледач на линија, доколку си уште тука, го вклучуваме сега. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, ве слушаме, вие сте во програма. Благодарам. Ме интересира кај може да се обратиме. Ја сега се уклучив во телевизија и интересира кај да се обратиме за помош кај господјата. Добро, ви благодарам за тоа што го следите разговорот. Останете на линија и во режија оставите ги своите податоци, а ние ќе ви сконтактираме, ќе ве поврзаме со нашите пријатели од клиника Жан Митрев, луѓето кои што се секогаш подготвени да помогнат на оние кои што им е потребно, еве како вас во случајов. Споменавме нели тука некаде при крајот на вашиот претходен одговор, стрес, кој што е дел од животот на секој еден од нас, брзо темпо на живење и можеби сигнали кои што не ги препознаваме заради тоа што едноставно тоа е начинот на кој што функционираме. Ние можеби сме навикнати на одредено високо темпо и сметаме дека е тоа нели нормално и окей заради тоа што преминало во некоја навика, но ете каде најмногу грешиме, кога ете можеби време да што се вели да седнеме и да размислиме на кој начин поминува нашето секојдневие. Ова чисто нели можеби малку настрана од темата, но ваши совети заради тоа што сепак како рековте ако траат подолго, веројатно негативните последици во поголема или помала мера достигаат секој еден човек. Па не би рекла дека надвор од темата затоа што е поврзано. Во принцип
моментот кога јас би требало да побарам помош или секој еден од нас да побара помош е оној момент кога ќе станеме свесни на пример дека веќе месеци наназад или барем некој временски период наназад имаме некаква згрченост во даден дел од телото. За луѓе кои што седиме и кои што сме постојано пред компјутер или сме многу малку активни, рамениот појас е тој кој што првично ги дава симптомите. Од друга страна, тоа е на телесно ниво. Тоа е првиот сигнал на пример во кој што може да побарам помош. Од друга страна, ако доживувам, односно ако имам искуство дека на работа сум супер, си ги сработам работите, меѓутоа кога ќе стигнам дома, им се истурам на најблиските за банални работи, од типот на зошто чашата стои овде, а не е подесно, или зошто денеска не направиле тоа што сум побарала, ми заборавиле, помалку ме сакаат, тоа е исто алармантно дека негде ние сме во дисбаланс, односно дека компензирајќи за она да постигнеме се на работа, нашиот приватен живот и оно што е наше приватно време страда. Така што ако забележуваме дека сме веќе многу иритирани, не можеме да трпиме мали работи, мали ситници, кои што претходно воопшто не сме ги заприметувале, и од друга страна ако телото ни дава симптоми кои што се во најмала рака згрченост некаква или нагло качуваме килажа во делови, само во делови од телото, тогаш тоа се првите два знака кои што треба да ги почитуваме и да побараме помош, затоа што барањето помош од психолог и психотерапевт не значи дека некој е болен, туку само значи дека тој човек во дадениот момент е спремен, како што се грижи за своето телесно здравје, да се грижи за своето ментално здравје, затоа што таа врска меѓу едното и другиот квалитет на здравје е непрекината, односно телото и душата, умот, како го да ги дефинираме, се нешто кои што заедно функционираат. Ако страда едното, страда другото, и обратно, ако страда умот, страда и телото. Тоа особено го гледаме кај пациенти, например, ако некој пациент може да се развие депресија откако ќе добие диагноза. Сознанието дека имам некаква болест може да ме однесе на место на кое што ќе имам депресивни симптоми или ќе имам анксиозност која што не можам да ја менаџирам. Од друга страна, науката вели дека и ако примерно сум анксиозна и панична или сум депресивна повеќето од времето, тогаш и тие две состојби може да доведат до развој на телесно заболување тогаш кога го нема. Затоа и велам дека сите овие аспекти се меѓусебно поврзани и битно е да ги пратиме симптомите, односно сигналите и од едниот и од другиот аспект на живење за да можеме да бараме соодветна поддршка. Да се обидуваме да го држуваме тој баланс, не е лесно во секој случај, меѓутоа задача на секој од нас е да се грижи за своето здравје. Имаме повторно гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, ве слушаме во програма. Фала, поздрави до вас. Господи, ја слушам, например, дека симптоми дава телото, не? Да. И ја имам симптом, например, градна болка. И тоа јака градна болка. Од работа ме однесува со брза помош на кардиологија. Кардиолозите ми рекоа дека немам ништо. Тоа беше во септември месец. Во јуни, во мај месец бев на гости во Струмица. И пак ме фатеа градни болки, таму ми вградија 6 стенда. Добро. 6 стенда ми вградија и уште еден тука ми вградија 7. Значи, кардиологија ми рекоа дека немам ништо. Тоа ми е прашањето за тоа што господината рече дека симптоми, ја ги симптомите ги имам. Па тука ништо не ми открија. Добро. Ви благодарам за тоа што се вклучивте. Во моментот говоревме за одредени симптоми кои што телото ги дава дека можеби постои одреден дисбаланс, а не конкретно симптоми дека имаме конкретен здравствен проблем. Во секој случај веќе дадеме одговор. Ќе коментирам во принцип не знам точно каде е настанат пропустот, затоа што не би сакала да коментирам тема која што не е во мој домен. Јас не сум кардиолог, не би можела да кажам што точно колегите од кардиологија виделе и што е оно што можеби колегите од Струмица го виделе па поставиле 6-7 стента. Вообичаено кога се доживуваат градни болки, под услов да не се симптоматски, ама тоа значи да се направени адекватни испитувања, да е установено дека од кардиолошки аспект нема никакви почетни запушувања, нема ништо што може да индицира на болест, тогаш тоа стегање во градите може да е и резултат на стрес, односно на преоптовареност. Меѓутоа, од господинот чув дека не е баш така, туку дека веќе има конкретен проблем. И оно што топло ви го препорачала е да си направи уште една контрола кај кардиолог, кој што ќе види каква е
исправноста на стентовите, што е оно што како терапија треба понатаму да се пие и да апсолутно си поведе сметка за активен начин на живот во кој што ќе го чува своето здравје, што да, мене ми е драго дека бил проактивен па се јавил на појавена болка на лекар, меѓутоа не би знала да искоментирам во кој дел можеби настанало недоразбирањето. Од друга страна, има една вистина, тој дека понекогаш симптомите, односно запушувањата, може да прогредираат во краток временски рок, така што можно е да примарното одење на кардиологија било првата инстанца, а да во месеците кои што следеле веќе настанале поголемите проблеми. Така да, тој дел на проблемите останува на стручните лица кои што се тука секако да помогнат и да ги дадат вистинските одговори. Имаме уште неколку минутки до крај на разговорот. Сакам да прашам до на што се нарекува временски период и процес на лекување, па и рехабилитација. Во дадени моменти знае да трае на вистина долго или подолго, до што нели еден човек замислува дека треба да отсуствува од работа, сосема да ги промени своите навики, на поинаков начин да го започнува и да го завршува својот ден. И нели веројатно е тоа нормално да секој од нас сака во што е можно најкраток временски период да се справи со своите здравствени проблеми. Како во тој дел им помагате на своите пациенти дека понекогаш можеби ако трае долго, сепак овој период мора да се издржи? Да, ќе бидете кратки само бидејќи сме сосема на крај. Најпрвично им кажуваме дека колку отприлика време трае реално процесот на рехабилитација, ги охрабруваме да останат отворени, дека за нив процесот може да биде на крајот од денот индивидуален. Некој може да се опорави за 7 дена, некој за 77 дена, меѓутоа тоа не значи дека нешто не е во ред, туку дека нивниот организам си има посебна динамика и посебно темпо кое што е неопходно да го следат. Фросина Ристовска, психолог и гешталт психотерапевт, дел од стручниот тим на клиника Жан Митрев, моја прва денешна соговорничка. Ви благодарам за сите дадени одговори. Јас искрено се надевам дека нели успеавме да пратиме одредена порака пред се колку е важно да се грижиме и за менталното здравје, а и дека во можеби најтешките моменти сепак стручните лица се тука за нас да помогнат во целиот овој процес на решавање на здравствените проблеми. Ви благодарам на поканата и секој е добро до сите гледачи на 24 вести. Ви благодарам многу уште еднаш. Го закружуваме првиот дел и оваа тема што ја отворивме на стартот од денешното издание на Македонија денес. Добро знаете дека се дружиме се некаде до 14 часот, па затоа ве поканувам да бидете до крај заедно со нас во ова денешно издание на емисијата. Она што следува е репризно издание на емисијата 24 анализа со колегата Сеат Резвановиќ. Потоа ќе ги слушнете и најновите вести од Македонија и светот, а се враќаме и назад во студиото некаде после 12 часот и 30 минути. Бидете со телевизија 24 и Македонија денес.